Скандалот со првата антикорупционерка фрла дамка врз работата на антикорупцијската комисија, но другите членови кои не се засегнати од случајот треба да продолжат со кредибилна работа. Ова е ставот на министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, откако обвинителството ја осомничи председателката на комисијата Татјана Димитровска за оддавање службени тајни во случајот Адитив и забрани контакт со предмети на комисијата. Андоновски изрази жалење за ситуацијата и го оцени однесувањето на Димитровска како несоодветно, но вели дека тоа не треба да значи рушење на кредибилитетот на целата институција, затоа што станувало збор за само еден член, па макар тој бил и председател на комисијата. Рече дека не постои опасност да се парализира работата на комисијата со оглед на некои барања за разрешување на целиот состав. Додаде и дека се надева дека ниту една политичка партија нема да ја злоупотреби оваа ситуација. Не гледам причина зошто преостанатите членови би сноселе одговорност за личните постапки на еден од членовите, потенцијални постапки, затоа што станува збор за осомничено лице, и не би сакал дополнително да се впуштам во политизација на процесот, затоа што овој состав, како и минатиот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата, беше избран во собрание со поддршка на сите политички партии, вклучително и на невладени организации, во една транспарентна постапка која што се сметаше за пример за начин на избор на членови во вакви независни тела. Министерот потенцираше дека случајот со антикорупционерката Димитровска и нејзиното споделување на информации со засегнати страни го истражува обвинителството и не сака да коментира. Само додаде дека законски е регулирано какви информации преку дигитални канали може да споделуваат институциите кои се финансираат од државата. Сите информации кои што, односно документи, податоци кои што се достапни за јавноста, во смисла не се класифицирани со некој степен на доверливост, можат да се споделуваат преку дигиталните канали, во смисла на порталот за услуги, платформата за интероперабилност и така натаму. Кога станува збор за класифицирани информации, тие се споделуваат на начин кој што е утврден во Законот за класифицирани информации, во специјално утврдена постапка за во зависност од нивото на нивната класификација. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски пак истакна дека поседувањето дипломатски пасош на Димитровска не и носи автоматски имунитет и не може да влие врз истрагата. Тој додаде дека иако постои презумпција на невиност, од морални и етички причини Димитровска требала да си поднесе оставка. Доколку самата не се реши да ја напушти функцијата, правна можност за разрешување има собранието. Според законите, председател на антикорупцијска комисија може да биде разрешен и во случај ако биде осуден правосилно на казна затвор од најмалку 6 месеци. Друга можност за разрешување е доколку има изречено забрана за вршење професија, што е всушност мерката на судот за Димитровска, или стори повреда на етичкиот кодекс на комисијата. Димитровска, екс-директорот на Тесне Готино, кој е обвинет во случајот Адитив од мај до декември лани преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp, го информирала околу поведените постапки против него и соучесниците. За случајот Адитив со претходно 31 обвинети 5 фирми веќе има поднесено обвинение.